секогаш кога играме на победа. Сега не знаеме ова година како играт и како игра противникот. Сега ќе видиме кога ќе почне такмицата. Мислам дека сигурно ќе одиме на победа. Со каков играчки кадар располагате? Дали имате повеќе млади играчи или повеќе сте ослонувате на искуство? Пола сме. Пола сме поискусни, другите се помлади, така да мешана екипа е. Мислам дека е компонирана добро, ќе видиме. Ќе покаже времето. Вечер водиме на трета победа и очекувам да го добиеме овој натпревар со 3 и повеќе гола разлика и ќе дадеме максимум ко претходната утакмица што игравме против Лукоил со срце на терен. Во рамките на третото коло од Бизнис лигата на Македонија беа одиграни 10 надпревари. На овие дуели имавме можност да последиме доста квалитетен фудбал кој изобилуваше со атрактивни потези, но и сериозен пристап кон играта. Компаниите уште еднаш докажаа дека од година во година квалитетот на Бизнис лигата расте. Екипите на Македонски Телеком и Трансмет одиграа максимално изравнен надпревар во кој на крајот Трансмет успеа да ги однесе бодовите. Иако се играше нешто позатворен фудбал, и двете екипи успеа да постигнат погодок во првото полувреме, кој заврши со резултат од 1:1. Во вториот дел, играчите на Трансмет беа поприсебни во нападот и имаа подобра реализација, па успеа да го добијат надпреварот со конечни 3:1. Победата за Трансмет ја донесува Един Скендеровиќ, Амер Скендеровиќ и Енис Сисаки, додека единствениот гол за Телеком беше дел од Ивица Велјановски. Тимот на Евролинк преку триумфот против Елем успеа да дојде до првите бодови во годинешната сезона на Бизнис лигата. На самиот старт екипата на Евролинк успеа да дојде до водство од 2:0, но набрзо потоа екипата на Елем со голман играч, како што всушност го започна овој надпревар, успеа да се врати резултатски пред крајот на полувремето, кој Евролинк го доби со минимална предност од 4:3. Во второто полувреме Евролинк играше поотворен фудбал и успеа да го искористи играчот плюс во своите редови, пошто стекна недостижна предност за победа над Елем од 9:5. Стрелци на погодоците за победничкиот тим на Евролинк беа Ивица Степковски, кој постигна 4 гола, Дарко Кадински кој 3 пати стрелаше прецизно, како и Даниел Богоевски и Александар Козинаков. Головите за Елем пак ги постигна Антонио Ничевски, Синиша Ковчевиќ и Слободан Лајковски. Четврта сезона како што учествуваме во Бизнис лигата, веќе познати противници. Првиот надпревар влеговме со малку трема и имавме 2 незгодни повреди на важни играчи и тоа придонесе да не го добиеме. Меѓутоа имавме второ коло, бевме слободни, се созедовме, направивме неколку тренинзи и денес баш изигравме како што беше договорено. Противникот го знаеме од минатите години. Мислам дека нашата поистрајна игра беше пресудна за да извојуваме ова победа денес. Па прва утакмица во оваа сезона играме од почетокот, значи во последните од 5 сезони играме во Бизнис лигата. Нашата екипа е значи стандардна истата од првата сезона, така и ова. Значи попишти концентрацијата, на крајот стигнавме до нерешено, меѓутоа на крајот игравме со голман играч цела утакмица, така да во една добра, исклучително добра игра му честитаме на екипата на Евролинк на победа.
вториот надпревар го одигра екипите на Мепсо и ПКБСКО кои ги поделија бодовите, играјќи 1:1. Двата тима одиграа крајно неизвестен меч. Во првото полувреме екипата на Мепсо преку Виктор Петровски дојде до водство од 1:0, за да во второто полувреме ПКБСКО преку Дејан Неделковски изравни за конечни 1:1. Надпреварот заврши со 1:1 без победник. Дали мислите дека тоа е реална слика на случувањата на терен? Па мислам релативно да. Значи двете екипи имавме шанс, имавме моменти своји, имавме лоши реакции, имавме добри реакции, постигнавме по еден гол. Можевме повеќе да постигнеме, меѓутоа среќата тоа сакаше овде. Па искрено не, ние и лани ги добивме лесно, ама денеска не сакаше нешто и можда дека долго време не сме играли заедно. Може би ги подценивме. Мислам дека требаше да тепаме, ама и добро што дојде овој кик уште на сам старт. Дали за наредниот надпревар очекувате некои играчки промени, дали сте во план да направите? А не, со ова што бевме сега овој состав. Може би 1-2 минути да стига, ама не се првиот состав. Дел така да истите. Гранит во тесна завршница славеше победа над Адмирал. Екипата на Гранит во дуелот со Адмирал влезе со една цел – напад, а со ваквиот пристап успеа да оствари предност на полувремето 3:1. Во вториот дел Адмирал успеа да се врати во надпреварот, но времето беше сојузник на Гранит кој го добива меч со 4:3. Стрелци на погодоците за Гранит беа Стеван Митревски, Пепи Мицев и Семир Прентич, додека за Адмирал прецизни беа Мирослав Спасовски, Јован Качевски и Стефан Серафимовски. Што се однесува до надпреварот, мислам дека и другата екипа беше доста добра, борбена, пруживме се од себе и освоивме втората победа. Мислам тоа е тоа. ЈСП со Лукойл одиграа меч што пресврти. Иако во првото полувреме екипата на Лукойл успеа да обезбеди водство 3:2, второто полувреме му припадна на ЈСП, кој со голман играч успеа да направи целосен пресврт во овој надпревар и да стигне до победа од 5:4. Во листата на стрелци за ЈСП се запишаа Даниел Лантовски, Томи Петковски, Љупчо Павловиќ и Маријан Србиновски, додека кај Лукойл успешни во реализацијата беа Дејан Зиков, Жарко Климкаров, Мартин Алагјозовски и Игор Дамјановски. Ние сме задоволни и од играта и од резултатот. Прошиот пат кажав дека цел на оваа екипа е оваа година да го освоиме прво место. Пошто 2-3 години поред сме второ, трето, али оваа година мислам дека и со квалитет и со игра мислам дека ќе освоиме прво место. Одлична утакмица, борбена, па заслуживме победа, али јан се одлучија, така да другиот надпревар ќе биде уште подобар. Екипата на Уника беше убедлива во дуелот со Факом. Во текот на целиот надпревар тимот на Уника имаше иницијативата и не му дозволи на Факом да најде противигра за нивниот летален напад, па на крајот славеше со високи 13:3. На полувреме резултатот гласеше 5:0. Стрелци на погодоците за Уника беа Арбир Нухиу, кој 5 пати стрелаше прецизно, а исто толку погодоци постигна и Бенјамин Гринца. Во листата на стрелците кај Уника уште се запишаа Александар Петрушевски и Бесим Нухиу. Се надеваме дека подобро ќе биде од претходниот меч, дека претходниот така го изгубивме на крај на преварот. Така да се надеваме дека овој меч ќе ни биде победа, се надеваме. Беше тешко. Бевме тука приближно исто, ама при крај. Ние се пуштиме масе, пошто беше резултат 3-2 при крај и се пуштиме изгубивме много, али ова направо очекуваме победа, а ќе видиме се на крај. Екипата на Фабрика Карпуш успеа да стигне до втората победа во низа откако славеше против тимот на НЛБ Банка. Фабрика Карпуш уште на почетокот на првото полувреме стекна предност од 2 гола, кој успеа да ги зачува не само на полувремето кое заврши со 3:1, туку и до самиот крај на надпреварот кој го доби со конечни 5:3. Головите за победа во екипата на Фабрика Карпуш ги постигна Александар Стефанов, Георги Божиков, Александар Божиков и Љупчо Петрушевски, додека кај НЛБ Банка успешни реализатори беа Жарко Димитриевски и Фарук Белјали.
на Охта со голман играч се обиде, но не успеа да изненади екипата на Систина, како загуби на преварот со 4:1. Иако на полувремето екипата на Систина отиде со минимална предност од 1:0, во второто полувреме Охта се обиде со голман играч да направи изненадување, но тоа не и појде од рака, па на крајот запиша пораз. Рамстор преку против напади успеа да стигне до триумф над Раде Кончар. Рамстор со цврста одбрана го затвори просторот пред својот гол, а преку брзите против напади на полувремето стекна предност од 3:1, за на крајот од овој натпревар да слави со резултат од 5:2. Последниот натпревар во ова коло го одигра екипите на Сава Осигурување и Евана. Екипата на Евана во текот на целиот натпревар имаше поголем посед на топката, со што не е дозволено екипата на Сава Осигурување да се разигра. Евана на полувреме отиде со поволна предност од 3:1. Во второто полувреме Сава Осигурување имаше опит да се врати во натпреварот, но Евана не го дозволи тоа, па го доби овој натпревар со конечни 8:3. Најдобри играчи за ова пето коло се Бенјамин Греинца и Арбен Нухи од Уника, Ивица Стевковски и Дарко Кадински од Евролиг, како и Вилијам Митев од Евана. Голман на колото е Саше Мирчевски од Фабрика Карпош, а тренер на ова коло е Амел Аломеровиќ од Систина. Приматот екипа на колото го освои тимот на ЈСАП. Олдраунд играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше најпотребно и допринесоа за подигање на моралот во екипата во ова коло бе Александар Димовски од Евана, Амер Скендеровиќ од Трансмет, Александар Стефанов од Фабрика Карпош, Виктор Петровски од Мепсо, Дејан Неделковски од ПКБеско и Даниел Антовски од ЈСАП. Најдобри стрелци по 3 одиграни кола се Бован Пелјановски од Трансмет со 8 гола, Александар Божиков од Фабрика Карпош со 7 гола, Бенјамин Граинца со 6 гола од Уника е трет, Ивица Стевковски од Евролиг со исто така 6 гола е четврти, а толку има и Ведат Арслан од Рамстор.